од меѓународната заедница, меѓународните представници и комуникацијата која што ја имаме со нив, добиваме информации дека можеби ќе настани некаква промена во политиките кон бегалците од страна на земјите членки на Европската Унија. Веќе постојат најави за некакви затварање на граници и ограничување на бројот на бегалци кои што би можеле да бидат прифатени од земјите од Европската Унија. Тоа ќе наметне дополнително редефинирање на некои одлуки и во земјите од Западен Балкан, вклучително на земјите од Балканот и Република Македонија. Во таа насока сакам да истакнам дека треба да се зафатиме и со подготвување на одреден план Б во случај да имаме такви одлуки, да бидеме приморани како држава да променуваме некакви одлуки кои што се веќе донесени. И од тука како Министерство за труд и социјална политика ќе иницираме одредени активности за кои што сметаме дека треба да бидат навремено преземени до управувачкиот комитет кој што ги носи одлуките и ги делегира задолженијата кон институциите по однос на подготовка и на некакво такво сценарио кој што ќе ни наметне дополнителни активности и воредни напори. Се разбира, тука не е само Министерството за труд и социјална политика што ги има обврските, тука се сите останати државни институции, органи кои што интерресорски мораме да ги координираме активностите и да не ни се случи пропуск кој што би можел да донесе некакви непредвидливи ситуации. Исто така сакам да се благодарам на сите донатори кои што одвоија финансиски средства за невладиниот сектор, меѓутоа и за институциите во Република Македонија, да можат да ги спроведуваат сите овие активности за кои што денеска сведочиме. Европската банка за развој, од кој што добивме и подпишавме грант од 2,5 милиони евра, кој што со план го користиме, со УНКЦР и со сите останати кои што навистина ја сватија подготвеноста на институциите за да можат да ги ослободат финансиските средства во однос на планираните активности кои што ќе ги пројавиме. Тоа не значи дека идеални услови има во камповите, јас се согласувам дека секогаш можеме подобро. Кампот Табановце во однос на кампот Винојук има многу повеќе предности. Тоа исто така може да послужи дел од активностите тука да послужат и како пример за функционирање во прифатниот транзитен центар Гевгелија. Правиме напори на заедничка координација, се што е недостаток во Гевгелија да го отстраниме, меѓутоа и се што е недостаток во Табановце да го отстраниме. Тука сме сега да го направиме тој првичен, не би рекла првичен, ние сме дневно во комуникација со луѓето кои што функционираат тука, меѓутоа да изразиме и едно уверување до присутните тука дека сите нотирани нивни забелешки ќе ги земеме во предвид и ќе бидат отстранети во најбрз можење. Министерке, еве сега се јавија синдикатот за одбрана, држа пресконференција во